Струковиот синдикат на контрола на летање повеќе нема да може да организира штрајк, бидејќи апелациониот суд ја одби нивната жалба и ја потврди претходната одлука на Основниот граѓански суд во Скопје. Според судот, овој синдикат нема законско право самостојно да организира штрајк затоа што е само подружница на синдиката, не функционира како независен синдикат. Од МН велат дека право да организира штрајк има само независниот синдикат на сообраќај и врски. Адвокатот на МН вели дека тие не го спорат правото на штрајк, туку бараат само релевантен партнер со кој што би ги унапредиле правата на вработените. Напоменуваме дека судовите ги усвоија трите тврдења кои што беа истакнати од страна на ЕМНАФ, дека штрајкот не содржи права за заштита на право од работен однос, дека штрајкот е закажан надвор од закон, односно без проведување на задолжителна постапка за посредување и воедно дека ССКЛ воопшто нема правен легитимитет. Адвокатот Николовски додава дека со ваквата пресуда се поставува прашање дали и претходните штрајкови од страна на ССКЛ биле законски. Самата пресуда на Основниот граѓански суд Скопје, потврдена со пресудата на Апелациониот суд Скопје, го дава одговорот на тоа прашање дека и претходно организираните штрајкови од страна на ССКЛ биле организирани, спроведени и реализирани надвор од законските прописи на Република Македонија. Спорниот штрајк беше најавен за 20 октомври 2025 година, кој со одлука на Управен суд беше стопиран. Синдикатот тогаш бараше од раководството да запре со вработување на нестручен кадар, да обезбеди одобрение од Министерството за финансии за оглас за нови контролори на летање и инженери, како и распишување тендер за избор на независна меѓународна агенција, што ќе изработи анализа за моменталната состојба и потребите на агенцијата.